Еве назад во студиото, гледачите со своите интереси, јас сега и со моите интереси, бидејќи имам за гостин председател на собрание на Лекарска комора на Македонија, и бидејќи не гледаат во Источна Македонија, како ги согледувате состојбите во здравството во Источна Македонија? Бидејќи имам неколку работи кои што минатата година ги забележав. Берово или некои помали градчиња остануваат без лекари, отидат во пензија, нема лекари. Се кубури со кадар. Дали одговара состојбата на потребите на граѓаните? Едно е да се има клинички центар во Штип, кај што ќе доаѓаат, меѓутоа друго е да се има и во сопствениот град. Доволно услови. Да, видите, пред неколку години се направи средување на еден сегмент во здравството што се нарекува примарно здравство. Оние матични лекари во народот, што се познати. Со текот на времето се створи една желба да се работи во државно здравство. И сега сите нешто тежњаат кон државното здравство. Нормално, кон приватен што излегол од тамо, нормално дека не ми е јасно зошто е тоа така. Меѓутоа, луѓето не сакаат во тој сегмент да работат. И јас ќе спомнам неколку значајни имиња од градот, што работеле во тој сегмент, да видиме дали било убаво или не. Значи, во тој сегмент работеа доктор Станчев, доктор Ивановски, доктор Петар Миташев, доктор Ружа Устопетрова, ајде да не заборавам некои, нека бидат овие. Тие представуваат некои во овој град, значи. Почитувани и стручни луѓе. Сега се створија на таква фама нешто, сите се на кај болници приориентираат. Не знам колку се свесни дека и таму ќе се засити тој круг. Меѓутоа не е добра таа тенденција. Еве имате во Источна Македонија градови кои што остануваат без педијатар, остануваат без... Берово е без педијатар. Дефинитивно нешто ќе мора да се промени, а мора да се промени оној сегмент од финансискиот дел. Значи, ќе мора за тие поосетливи средини или за поосетливите места да се дадат по-добри финансиски услови како и можеле тие луѓе да обстојуваат. Иначе, ако се добри платите, нема да се кубри со тоа. Сега од оваа година има донесено, значи од 1 јануари 2014 година, ќе има стимулативни мерки за отварање на такви амбуланти, каде што докторот и да нема пациенти, Фондот за здравство му дава некоја почетна квота, што за нас другите што имаме пациенти е врзана со бројот на пациентите. На тие почетници што ќе бидат, што ќе отворат нови амбуланти, им се дава квота како да имаат пациенти. Значи како да имаат. Квота која не ги задоволува тотално потребите, меѓутоа е добра за старт. Па на тоа останува квотата, а ви се надодаваат. Значи тоа дека луѓето малку треба и да се информираат. Зборам за нас докторите. Так. Треба да се информираат дека има такви стимулативни мерки, сега зошто не ги прифаќаат? Мислам дека времето нема да им дозволи на сите толку комотно да се однесуваат. Се направи мрежа на здравствени установи, мрежата на здравствени установи мора да се потполни. Ако не се потполни по природен пат вака, ќе се потполни по пат на она времето што ќе си го покаже. Ќе снема работа во Штип, сите што сакаат во Штип. Ако сакате, сте завршиле медицина, ако сакате да живеете од медицина, можеби ќе мора да одите во Радовиш или во Кочани или во Берово да работите. Дали ова важи што говорите и за руралните средини, бидејќи тие се интересни, паметам многу обиди, проекти да заживеат амбуланти во општините, во Карбинци, во општината, во населените места и некако кратко трае, барем досега. Да, кратко трае, затоа што многу е комплексен проблем. Не е само доктор да пратите таму, ќе ве прегледа доктор, тај сега треба да земите лекови, пак ќе доаѓате во град. Повторно, да. Значи треба и формирање на аптека, а тој дел од здравството премина во приватен сектор. Сега не може да му наредите вие на некој таму и таму ќе има аптека. Да. И тоа се решава сега со мрежата. Значи во Штип дефинитивно има вишок аптеки, во многу далечна иднина нема да се отвори ниту една, значи нема да добие дозвола за работа. Ниту една. Оние што ќе завршат фармација и што ќе решат да бидат во таа дејност, ќе видат дека во мрежата во овој, ние сме во тој југоисточен регион, дека слободно место ќе има на друго место, не во Штип. Ако сакат да продолжат од земјата, ќе продолжат таму. Така и во западните земји. Значи, вие ако се родите, да не кажам некој град, во Цирих ќе се родите и сакате да бидете доктор од Цирих. И сега сите од Цирих ќе работат тука? Не. Работат и по околните места. Делува на поинаков начин. Да. Добро. Одиме со гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до емисијата Тони, до гостинот,
доктор кого, иако не сум имал личен контакт службен со него, многу го почитувам заради добриот глас што го слушам од пациентите. Сега, среќа е што тој е председател на таа лекарска асоциација на приватни лекари и ми дава можност да му поставам прашање кое знам дека ќе знае да го добро да го одговори. Во однос на прашањето врската лека-пациент постојат две работи. Тоа е Хипократовата заклетва на докторот за верноста кон својата струка и за односот, хуманиот однос кон пациентите. Од една страна, меѓутоа, од друга страна е се релативно ниските плати, срамно ниските плати што ги имаат докторите. Визави некои други високообразовани кадри во Републикава кои имаат многу поголеми плати отколку што докторите ги земаат, иако знаеме колку е главна, нема бранша струка што не е важна, меѓутоа ова е стварно што го има тие срамно. Ајде да опрашам докторот, какво си неговите сознанија, односно на неговата асоциација за ново воведениот систем за наградување? Знаете, околу кој имаше многу примање плата према пациенти, ученик, афирмација, афирмативност, авторитет и така натаму. Дали имате сознание колку тоа ќе помогне да овој јас меѓу лекарот и пациентот се надмине, да не биде платата пречка за крајно добар коректен однос? Благодарам. Така. Благодарам, многу пријатно. Да, тоа е проектот кој што предизвика дури и протести, па секојаш имаме она, јас би рекол, некоја востановена некоја слика као многу земаат лекарите, па уште барат и постојано така во круг. Како функционира ова поучинок и дали може да придонесе? Да, тоа како што беше замислено, после се избалансира некако работата. На почетокот на докторите им дојде во државното здравство како многу тоа. Како многу нагла реформа. Иако јас работам по учинок. Значи денеска, ако сум таму, ќе имам плата, ако не сум таму, ќе немам плата. Так. Тоа беше поентата на и замисленото, дека не може товарот да паѓа од 5 души на едно оделение, на тројца, двајцата да не работат, макар да јас мислам дека во Штипската болница немаме такви примери, колегите таму си работат коректно. Беше проектот замислен добро, имаше многу недостатоци, дел од нив се исправи и сега оној плюс-минус на наградување и на казнување, што не беше казнување во права смисла на зборот, е многу мал и по моје лично мислење не ги дава потребните бенефити, значи пак сите зимаат тука некаде. Значи не се дојде до тоа да некој да биде мотивиран да работи повеќе. Не се дојде до правиот бенефит од сето тоа, од проста причина што дел од проектот се исполитизира. Значи јас морам да кажам дека политиката се вмеша таму и дел од протестите има политичка боја, што не беше коректно во целата ситуација. Мислам дека беше добронамерна реформата и не ги ставаше многу во подредена ситуација, ниту едните, нити другите. Со тоа што и јас го делам мислењето, па дури и министерот во моје присуство и званично кажуваше дека не е идеален проектот. Не е идеален. И тоа е како новороденче, нели, тоа ниту оди, ниту зборува, нити се храни, само со тек на време се надоградува. Тоа некако, пак ќе повторам, мислам дека не заживеа она како што беше замислено. Веројатно, најмногу од мислењето на некој дека треба да остане системот јал-не-јал, 3,5, така некако. Видите, добар пример е приватното здравство. Ајде да не збориме за мојата работа. Јас бев државен доктор и сум приватен доктор. Јас не знам колку сум се изменил во односот со пациентите, најверојатно тие знаат тоа. Ама знам дека колегите што беа во државно здравство во Скопје, во државните клиники, хируршките државни клиники, и сега моментално што работат во Систина или во Ремедика или во, не знам дали и во Филип Тори, во секој случај во приватните болници, си го многу изменија односот. Мотивот. Значи, сепак, оној дел наградувањето и финансискиот дел од работата си го прави своето. Таму не се мали платите, вие немате унервозени доктори по однос на своите примања и од тука произлегува подобриот однос со пациентите. Може би и нас
не прави тоа малку поучтиви, не знам јас баш дали спаѓам во таа група, меѓутоа факт е дека во тој сегмент е малку подруга работата, затоа што од друга страна во право си колегите во болниците, сега немаат никаков ред таму, ќе поминете по одделение, може би брзате некаде на некој да му пружите услуга, ќе фати некој. Зарага докторе да ме дзирнете само малку или да ме јас се зезам со пациентите, значи не дзиркам, дзиркаато ние не исклучалка што гледаат, ние прегледуваме, нели? Така. Да вклучиме уште еден гледач, па вториот и последен блок на реклами. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до лекарот. Докторе, вие мислам дека се оториноларинголог, ако не се лажам. Да. Така. Би ве замолил да ми кажете дали вршите операции, ако не вршите, каде во Македонија се вршат такви операции со посовремена опрема, колков е процентот на полипи, да извршите операција, да се изврши операција, пардон, на полипи во нос, колков е процентот повторно да се појават и да ми препорачате каде. Така. Добро. Благодарам. Пријатно. Сосема конкретно. Да, значи во приватните здравствени установи се дозволени вршење на одредени интервенции што не подразбираат целосна анестезија и не побаруваат по доктрина на работа евентуална несакана последица за која ќе морате да дадете крв. Збориме за приватните амбуланти од типот како што е мојата. Така. Конкретно полипи на нос можно е да се амбулантски прават, меѓутоа сега има нови методи што се ендоскопски работат, луѓето тоа погрешно го велат ласерски дека се работат, значи ендоскопски дека се работат, што подразбира со помош на камери и екрани, докторот работи, ама не директно во пациентот, него гледа во екранот, и се многу прецизни операциите, се прават и во државната клиника, значи на клиниката зубо, нос и грло, се прават и во двете приватни, во Ремедика и во Систина. Се прават и во поранешната воена болница. Значи, таков вид зборувам за современа операција на полипи во нос, кои по правило се поврзани со полипи во синуси. Тоа ќе се процени на основа на испитувањата. И со воведувањето на оваа метода, да одговорам и на другото прашање, процентот на рецидиви, значи на повторување на полипите во нос е многу мал. Меѓутоа мора гледачите да знаат дека процентот е онолку помал колку што понавреме дојде пациентот на лекар. Затоа што на време на реакција. Тие статистики го тоа говорат. Така. Режија, време за вториот блок на реклами, после кој имаме само време за уште едно резиме на оно што до сега го говоревме. Докторе, практично со оно што говориме за условите, за потребите од нови болници, за приватно здравство, плаќањето на лекарите, опременоста, на тој начин треба да се дојде до подобар однос и кон пациентите, на релација лекар-пациент. Меѓутоа, дали во Македонија дојде време кога владее она што често пати сум го слушнал од луѓето, приватно си е приватно и му даваат предност на приватното. Зборувам за здравството, дека на запад така се говори, дека во приватно се условите многу подобри отколку во државното здравство. Каде сме во Македонија? Дали сме уште во некој хибрид од делување на приватното и државното здравство? Тоа се јас потекнувам од приватниот сектор, можеби ќе кажам Незгодно малку да некој збор поволен за приватното здравство, ама е да со факти да зборуваме. Значи, како да ја споредиме сега, Систина и Ремедика и Филип II се приватни болници. Не можеме да не кажеме дека даваат на пациентите врвни услуги. Даваат врвни услуги во секој сегмент. И од опременост, и од однос, и од во условите таму. Значи, прашањето е како да се прилагоди државното здравство на новите. Државното здравство прави обиди. Јас како пациент сум задоволен од тоа дека се опремуваат и државните болници, затоа што сите немаат можности да платат приватна болница. Не сите, него поголемиот број од населението. И тоа е добра работа што се случува, бидејќи имавме ледво место 50 години во здравството. Значи, болницата Штипска е Штипска, меѓутоа истата е ситуација во другите градови, не се поарни болниците таму. И ова е добра тенденција. И не би дозволил критики на таа тема. Не знам, нека си и политички критиките не се коректни. Постои ли ривалитет? Гледате ли ривалитет, барем ако ништо друго,
од аспект на тоа дека се повеќе слушаме во последните години купување на опрема, вложување во здравството, барем од тој аспект, доколку евентуално во Штип се направи нов клинички центар и тоа ќе биде добро. Во Скопје се започнува, доколку евентуално добро, говорам дека ќе се започне. Во Скопје се започнува на многу места и дали може да се каже ставање во понеповолна ситуација на приватното здравство во однос на државното? Бидејќи вие сами треба да си купите апарати. Да, тоа е дефинитивно така ако го разгледаме од мој личен аспект. Така и овака површно, на прв поглед, така. Поголема конкуренција во државното здравство и како што ќе правам? Ништо нема да правам, ќе се работи. Ќе работам и ќе направам промена најверојатно и на мојата опрема и она е тоа што е здравата конкуренција што го прави. Значи, можеби државата како држава треба да се грижи и за нас. Зошто се набавува само за државните јавните институции здравствени, а јас сум приватен доктор кај кој се прегледуваат со дозвола на државата, значи не плаќаат 100% од цената моите пациенти. Так. Јас пружам државни услуги. И сега со мене е склопен договор да можам да ги пружам услугите, а опремата се дава само на друго место, кај што исти доверителски односи имат. И они имаат договор склучено со Фондот за здравство. Може би прво ќе се реши овој сегмент, потоа на нас ќе ни се дадат некои поволности околу тоа. Меѓутоа да се вратиме на базичната работа. Конкуренцијата е здрава работа. Ако немам конкуренција во градот, може би ќе влезам во некој филм дека сум многу добар и дека сите се прегледуваат кај мене, па ќе си настрадат и пациентите и јас на крајот ќе си настрадам. Се заспива на говори да, кога ќе бидете на тие крилја дека сте многу добриот и многу паметниот, а сте сам во градот, не е добро. Поготоа во Штип ние толку многу соработуваме со Штипската болница и со колегите таму, што мислам дека баш ќе ни се унапреди односот меѓу нас. Така, и последното прашање во оваа година, мислам, уште колку време клучен збор ќе биде во здравството реформи? Уште многу време, и константно ќе биде. Реформи има во цел свет во здравството, значи не можете да застанете, тоа е, би ја нарекол жива материја, секој ден се воведуваат нови технологии, нови испитувања, мислам дека тој процес добро би било да не застане. Значи добро би било да немаме рокови на реформа во здравството. Така година, јас го чувствувам. Што очекувате најмногу? Каде во оваа година? Што бидејќи секоја година по нешто ни се случува. Минатата година плаќање по учинок, па електронските здравствени картички, мој термин. Да, сега ќе ги снема дневниците за работа, ќе ги снема овие здравствените картички дефинитивно оваа година, ќе се надогради мој термин, ќе се набават нови апарати, ќе се воведат нови 100 технологии за работа во... Видите, штом се воведуваат тие во државно здравство, ќе мора некои од приватните да ги приеме. Иначе ќе ви изеде конкуренцијата. Значи, тоа што говорите здрава конкуренција. Да, не се збори дека е воведување на такви интервенции во државното здравство. Меѓутоа, дел од тие веќе постојат во приватното здравство и ќе се надоградуваат други. Тие впрочем се воведуваат во тој сегмент од здравството за да луѓето не плаќаат на приватно за него. Тоа колку и сурово за нас приватните да звучиме, тоа е реалноста. Зошто да платите ако имате некаде да го направите тоа со вашето осигурување? Впрочем, зошто плаќате осигурување? Така, во секој случај остануваат реформите во прв план и најмногу од се надешта дека реално секој мора да признае во Штип дека болницата е навистина во многу лоша состојба, долги години. Зошто така дошло? Дали се инвестирало, дали не, во секој случај потребата е голема и да се надеваме дека навистина во здравството ќе добиеме тоа е клучната работа, значи ние да се држиме на овој и локален дел тука во Штип, ама и на источниот регион. Сите ќе добијат со таа болница. Јас не верувам дека проектот ќе се изјалови. Значи не верувам, толку многу подготовки има за таа работа и толку многу се експонира од страна на владата тоа што не верувам дека така. И најмалку се е битно дали е политички проект, дали на влада и тоа е за нас, значи ова се комунални работи. Тука нас што би ни користеле. Докторе, ви благодарам за гостувањето, како поглед на професијата, ова ми остава за простор дека во скоро време можеме да видиме и како претседател на Советот, макар што кажавте дека многу повеќе работа има во комисиите, вие сте тука да ги водите работите, но ќе има што да се каже и таму. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Тоа беше гостувањето на доктор Владко Миташев, претседател на Собранието на Лекарската комора на Македонија. Слушнавте размислувања во поглед на тоа како да се подобри
односот меѓу лекарите и пациентите. Така што ќе бидат добро платени лекарите, така што пациентите ќе добиваат добри услуги. Сето тоа е во суштината на нештата. И реков, пак ќе кажам, да се надеваме дека она што се најавува ќе се реализира и со самото тоа ќе бидат подобри условите за сите. И за пружање на здравствени услуги и за оние кои што работат во здравството. Благодарам на соработката. Утре вечер се гледаме со ново издание на Што мисли народ, веднаш по првите вести.